Постигнат е договор за 3 од 4 барања средношколците кои што ги побара во пресет на полагањето на државната матура од Министерството за образование и наука. Со Лука Павичевиќ од Сојузот на средношколци разговараме во продолжение. Добро утро, Лука. Добро утро, ви благодарам за поканата. Лука, 3 од 4 барања. Кои се барањата кои што ги поднесовте до Министерството за образование и наука? Генералното собрание на Сојузот на средношколци, како представничко тело на сите средношколци, на седницата одржана на 17 март, утврди 4 барања кои што ги доставивме до Министерството за образование и наука и до Државниот испитен центар. По-конкретно станува збор за 3 барања кои се однесуваа на екстерните испити и едно барање кое се однесуваше на интерните испити. По однос на екстерните испити, од наша страна беше побарано Министерството преку владата да поднесе препорака до сите универзитети за промена на соодносот на бодовите при упис. Моментално 60 поени носат оценките од свидетелствата, 40 поени носи државната матура при уписот на домашните факултети. Овие 40 поени, кога ќе ги разделиме, се доаѓа екстерните да носат 24, интерните да носат 12. Кои се интерни, кои се екстерни? Да објасниме се убаво за што сте договарали и што барат. Екстерните испити се 2 испита кои што ги организира Државниот испитен центар. Тие се полагаат на надворешно, односно на екстерно ниво и ги проверуваат тестатори во рамките на ДИЦ. Екстерни испити конкретно првиот е мајчин јазик, македонски јазик и литература, турски јазик и литература или албански јазик и литература, а вториот екстерен предмет е всушност изборен меѓу странски јазик, било тоа англиски, француски, германски, италијански или руски, и математика. Интерните испити се дополнителна листа од 15 предмети, воглавно се општообразовни наставни предмети, кои што учениците ги бираат, два од нив, и ги полагаат на интерно, односно на училишно ниво. Тестот го подготвува и го оценува нивниот предметен наставник во училиштето. И како би било сега, ако тој сооднос бил 60-40, што успеавте вие да договорите? Соодносот за екстерните беше 24 со 12, ние успеавме да договориме екстерните да носат 20 поени максимум, а интерните да носат 16. Значи, поголема тежина дадовме на интерните испити и тоа е значајно олеснување за средношколците, бидејќи претходно Сојузот направи истражување на оваа тема и се утврди дека просечната оценка е значајно поголема на интерните испити отколку на екстерните испити. Понатаму ова не можеме да го гледаме во вакуум, туку кога ќе размислиме за нашето четврто барање, што е континуитет изминативе 3 години на пандемијата, тоа е всушност наставниците да обезбедат банки со прашања најдоцна 3 недели пред денот на одржување на интерниот испит, како материјал за подготвување за испитот. Да кажем, испитот има 20 прашања, тие банки би содржале 60 прашања, односно нели 3 пати поголем бројот на прашања на испитот, и со ова учениците би имале доволно време соодветно да се подготват за интерните испити, и поради тоа сметавме дека поголема тежина тие треба да имаат и во самиот упис на факултет. Саш да кажеш, ако ви дадат, да речеме, 100 прашања, карикираме сега, 30 од нив ќе се паднат. Да. Така? Да. Што е пракса во некои од факултетите? Точно. Не знам за државните, за приватните. Зошто не постигнавте договор на таа тема? Што е образложението? Едно барање не ни беше директно прифатено од страна на Министерството за образование и наука, а тоа беше да се премести датумот на првиот екстерен испит од 27 мај на 3 јуни. Проблемот е делумно... Се неколку дена во прашање. Една недела. Проблемот е делумно законски, бидејќи календарот за учебната година е утврден од август, така што би било дополнителен трошок и проблем да се пролонгира датумот, меѓутоа делумно е логистички, бидејќи на 2 јуни е всушност православниот празник Духовден, кој што е неработен за лицата од оваа вероисповед, која што е нели најголемиот дел од нашата популација, па така би се создал проблем дали ученици би биле во Македонија да го полагаат испитот, дали може би тестатори би сакале да дојдат со оглед на тоа дека нели имаат право на нивната вероисповед да си го почитуваат празникот, но јас би кажал 3,5 барања не беа прифатени, а не само 3, бидејќи во замена за ова одбивање ни беше понудено намалување на обемноста на првиот екстерен испит. Добро, тоа сакав малку повеќе да поразговараме на таа тема. Намалување на обемноста. Што значи тоа? Дека дел од материјалот се исфрла? Јас би кажал тоа не значи директно намалување на материјалот, бидејќи така ќе беше кажано. Намалување на обемноста на испитот значи намалување на неговата големина, најбуквално кажано. Прашањата? Бројот на прашања. Добре. Да кажем, ако имало 20 прашања пред ден, сега ќе има 18 или 15. Понатаму. Ќе значат ли нешто тие две прашања плюс минус? Би значеле поради следново.
При самото креирање на испитите, тоа го прави посебна испитна комисија во ДИЦ, не го прави ДИЦ како институција. Меѓутоа, пред да седне таа комисија да го создава испитот, си има соодветни инструкции за како да го подготви. Моменталните инструкции гласаат дека тестот треба да содржи од 80 до 100 бодови. Сега со новите инструкции што ги испреговаравме, ќе содржи од 60 до 80 прашања. Што значи на 27 мај кога ќе дојдат матурантите да го полагаат првиот екстерен испит, со самиот тест ќе добијат дополнително упатство од страна на Бирото за развој на образованието, каде што ќе пишува кои прашања би се одговарале, кои прашања не би се одговарале. Испитниот материјал останува ист, впрочем тој и беше претходно скратен. Знаеме дека е скратен уште од февруари, поради сето тоа што не се случи во образованието. Сега е дополнително олеснување како резултат на нашето неприфатено барање за одложување на датумот. Лука, задоволни ли сте? Апсолутно да, Генералното собрание можам да кажам наше дека со средношколците вака задоволни ли се со оглед на тоа дека вие сте представник од Сојузот на средношколци? Што велат? Добре, завршивте работа. Постигнавте тоа што сакаме. Мислам дека целата јавност гледа дека нема никакви проблеми по однос на ова прашање и всушност сите средношколци ги прифатија и ги поддржаа барањето на Сојузот на средношколци како нешто што е во интерес на сите средношколци, а не само на еден сегмент од средношколската или матурантската популација. Со оглед на тоа дека привлековте внимание со протестот, особено по социјалните мрежи, може да кажам дека јас сум првата генерација која што полагаше државна матура. И имаше доста полемики. Зошто да се намалува сега обемот, зошто да се намалуваат прашањето и така натаму дел од вашите барања, па ништо страшно не е државната матура. Тоа е повозрасната генерација. А помладата генерација сметаш дека ќе очекува дека кога ќе дојде нивниот ред и тие да добијат олеснување? Ај редом. Сојузот на средношколци не беше организатор на протестот на 17 март и ние истиот него поддржавме, бидејќи најпрвен не ни беше јасно што таа мала група која излезе, не само средношколци, туку имаше и средношколци и студенти, мислам дека тоа треба да го нагласиме, колку и да беше мала групата, беше поразновидна, што таа бараше, нам не ни беше јасно и затоа не го поддржавме протестот. Кога излегува со две конкретни барања да се укине еден интерен испит, ние дадовме соопштение дека тоа е контра интересите на средношколците. Спомнав и претходно. Интерниот испит им носи повеќе поени, понатаму им прави проблем на тие кои што сакаат да се запишат во странство и има барање да се скрати испитниот материјал. Ние кажавме кој ги следи веб страниците за државна матура, ќе види дека тој материјал веќе беше скратен. Така што тоа е мојот коментар по однос на протестот. Би можел да кажам дека најпрвен треба да пробаме да го решиме проблемот низ диалог со институциите. Ако тоа не успее, тогаш боделе на протест. Мислам дека таквите коментари од постарата генерација не се должат толку специфично на овој проблем со државната матура што не се случува изминативе години, туку се должат на трендот кој што сите ние го забележуваме за намалување на квалитетот во образованието. И затоа мислам дека настанува тој револт и впрочем има такво негодување по однос на ова прашање, но од друга страна сметам дека како општество треба да ја разбереме оваа генерација на средношколци и претходните 3 генерации, бидејќи сепак огромен дел од своето образование, средно говорам, го поминаа во пандемија и сите тие настани што резултираа како последица на пандемијата. Штрајк на професори, продолжување на зимскиот распуст, дојави со бомби и така натаму. Лука, благодарам на гостувањето утринава. Би сакала само да те надополнам со информации дека Министерството за образование и наука објави конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта. Конкурсот е достапен на веб страната на Министерството, можат сите таму да се информираат. Она што интересно е дека ќе има приемен испит за во средно во училиштата кои што ќе имаат повеќе кандидати, кои што ќе можат да се запишат, наспроти олеснување во сега за матурава, каде што ќе има повеќе кандидати за средно приемен. Мислам дека едноставно ќе треба повеќе диалог на тема образование во нареден период. Доколку ми дозволите една реченица, личен мој став сега споделувам, а тоа е, јас не сум сигурен колку и преминат испит би ги решил проблемите. Знаеме дека лани Ворце Николов бевме сите изненадени дека 99% од тие петки пропаднаа на премниот испит, но што значи ова што го правиме? Технички велиме како систем, не можеме да контролираме какви оценки се ставаат во основното образование, па сега мора да имаме приемен испит во средното за да ги провериме тие оценки. Светам дека треба да идеме еден чекор назад,
тоест еден чекор зад и да провериме што всушност се случува, најдеме начин да ја засилиме и да направиме таа оценка од основно образование поквалитетна и порелевантна за знаењата и вештините на ученикот. Се разбира, во нареден период ќе имате повеќе простор за разговор и диалог, како што велите, отворени сме на таа тема. Ти благодарам. Ви благодарам.